вечер, Централен дневник на К1. Еве што ќе гледате во ова информативно издание. 1% од светското производство на праска отпаѓа на производството во Росоманско. Македонската праска и годинава завршува на рускиот пазар. Одредена мерка притвор за возачот на Аудито, додека пак на возачот на автобусот му е одредена друга мерка за предпазливост. Детето на починатите сопружници во стабилна состојба. Ке се реконструира градскиот стадион во Кавадарци. Локализиран пожар од Вогоцевата шума кај Неготино, информираат од територијалната противпожарна единица. Трева, меги, лозови насади, но и дел од шумата се изгорени. Пожарот избувнал вчера околу 16 часот. Локализиран пожарот во Вогоцевата шума кај Неготино, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Трева, меги, лозови насади, но и дел од шумата се изгорени. Пожарот избувнал вчера околу 16 часот. На терен со 3 возила гаснеа 8 пожарникари од Неготино, една цистерна и 13 работници од подружницата на Македонски шуми од Демиркапија со едно возило. Територијалната противпожарна единица од Неготино извести дека во текот на вчерашниот ден појавен е пожар на отворен простор при што е зафатена поголема површина на сува трева, како и дел од така наречената Гоцева шума во правец кон автопатот Неготино-Демиркапија. Синоќа околу 19 часот и 30 минути во село Дреново во пожар изгореа 7 хектари сува трева и дабова шума. Пожарот во текот на ноќта е ставен под контрола, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Во текот на вчерашниот ден, околу 19:30 часот, појавен е пожар на отворен простор во атарот на село Дреново, место викано на Ковална. Во текот на изминатата година на територијата на општина Велес и околината, противпожарната единица интервенирала во гаснење на околу 150 пожари, каде причина бил човечки фактор. Годишниот ДС од Србија заработи 8 дена притвор, осомничен за вчерашната сообраќајна несреќа што се случи во близина на Удово. Возачот на автобусот пак со мерка за предпазливост. Во несреќата животот го загубија сопружници од Скопје, а нивниот 7-годишен син се уште е во ургентниот центар во Скопје и се наоѓа во стабилна состојба. 8 дена притвор за 46-годишниот ДС од Србија поднесе основното јавно обвинителство Гевгелија, осомничен за вчерашната сообраќајна несреќа што се случи во близина на Удово. Надлежниот обвинител до основниот суд во Гевгелија достави предлог за определување мерка притвор за возачот на Ауди, додека за 60-годишниот ГВ македонски државјанин се предложени други мерки за предпазливост. Двајцата осомничени се сослушани од страна на надлежен обвинител, а со анализа на доказите треба да се утврди точната одговорност за предизвикување на сообраќајната несреќа. Инаку несреќата се случи вчера утро на магистралниот пат Удово-Демиркапија, кај местноста Света Петка, кога се судрија марка Ауди А4 со германски регистарски таблички и автобус на Струмица Експрес и автомобил марка Фиат Сејченто со скопски регистарски таблички. Во сообраќајната несреќа животот го загубија 41-годишниот НП од Скопје и неговата сопруга 32-годишната БП исто така од Скопје. По несреќата нивниот 7-годишен син е пренесен на ургентен, каде се наоѓа во стабилна состојба. Најголем процент од производството на праски во државава отпаѓа на Росоманското поле. Според земјоделците, родот годинава е со одличен квалитет, а Русија е земјата каде ќе заврши најголемиот дел од произведената росоманска праска. Русија е земјата во која и годинава ќе заврши најголем дел од произведената росоманска праска. Според земјоделците, родот е со одличен квалитет. Ова традиционално овошје во изобилие го има и на домашните пазари. Не се троши многу тука. Нема многу туристи, не се движат или? Нема, тешко нема. Не туристи ни наши. Не оде работа. А цената? Цената е 20 денара. 20 до како има квалитетот на праската. Има втора класа што ни ја Има и по 20 денара. Да.
Најголем процент од производството на праска во Македонија отпаѓа на Росоманското поле. Овој производ бара брз пласман до потрошувачите и затоа инвестициите во инфраструктурата значат олеснување за производителите. На нас праската ни е многу важна, таа навистина е премногу осетлива кога се транспортира. Тука мора да кажам дека се погриживме и како локална самоуправа да и веќе избравме и фирма која што ќе го гради патот локален Росоман Сирково, кој што во една блиска иднина ние веруваме и сигурни сме, не само што веруваме дека ќе се прави експресниот пат од наплатна станица кај градско према Дреново Мотлот. Овој пат локален Росоман Сирково ќе се поврзи на овој пат и во една многу блиска иднина, ќе значи за земјоделците унапредување и на економскиот дел, ќе го приближи Сирково до откупувачите. До сега откупните пунктови се правеа само во Росоман, зошто не би се правеле и во Сирково. А дека праската значи живот за росоманци, говори и податокот дека 1% од светското производство отпаѓа токму на производството на праски во Росоман. Тука функционираат 20 наладилници, една фабрика за производство на пира од праски, а се очекува до година праската што нема да се продаде на странските и домашните пазари да заврши во конзервната индустрија Скок Трейд. Над 600 хектари земјоделско земјиште издава државата под закуп. Од објавените површини кои се доделуваат под закуп како целини, најголем дел се однесуваат на Велешкиот регион, каде се објавени 5 географски целини на земјоделски површини. Согласно огласот, право за аплицирање имаат сите домашни физички и правни лица, како и странски правни лица кои имаат регистрирано своји подружници во Република Македонија. Над 600 хектари земјоделско земјиште за нови инвестиции и работни места издава државата под закуп. Земјиштето се наоѓа во Струмичкиот, Велешкиот, Ресенскиот и Радовишкиот регион, а представува можност за нови инвестиции во земјоделскиот сектор, но и зголемување на земјоделското производство во државата. Од објавените површини кои се доделуваат под закуп како целини, најголем дел се однесуваат на Велешкиот регион, каде се објавени 5 географски целини на земјоделски површини. Согласно огласот, правот на аплицирање имаат сите домашни физички и правни лица, како и странски правни лица кои имаат регистрирано своји подружници во Република Македонија. Владата континуирано спроведува активности кои што значат доделување на слободното земјоделско земјиште на земјоделците. Во досегашниот период имаме реализирано поголем број на огласи кои што се однесуваат на индивидуалните земјоделци со цел обезбедување на нивната лична или пак семејна екзистенција, а паралелно со тоа работиме на обезбедување можности за покрупните субјекти од земјоделскиот сектор. Таков и овој оглас кој што приоритетно може да биде предмет на интерес на земјоделските компании, односно на оние деловни субјекти од земјоделството кои што имаат поголем капацитет, потенцијал, бизнис план, идеја за инвестиции кои што ќе значат проширување на нивниот обем на производство на поголеми површини, производство со поголем квалитет на она што се произведува на тоа земјоделско земјиште со цел обезбедување на нивна поголема профитабилност, а се разбира и обезбедување на нови работни места. Оние кои ќе добијат земјоделско земјиште ќе може да го користат во период од 15 години, доколку го користат земјиштето како ливада, 20 години доколку станува збор за рибник, 30 години доколку одгледуваат долгогодишни насади, оранжериско производство или пак за рурален туризам и до 70 години на корист доколку се одлучат да одгледуваат лешници. Бидејќи станува збор за површини поголеми од 3 хектари, заинтересираните земјоделци и компании ќе мора да приложат бизнис план да ги предвидат инвестициите на различните географски целини на земјиштето во наредните 4 години, кои согласно условите во законот се со различна висина, која се движи од 100.000 евра до 2,5 милиони евра. Во Велешко се предвидува на различните географски целини да се инвестира во објекти за примерна обработка на земјоделски производи, како и изградба на винарија. Наскоро ќе се реконструира градскиот стадион во Кавадарци. Старите столчиња на северната трибина ќе бидат заменети со нови. Паралелно се работи и на обнова на урнатиот зид. Реализацијата на овој проект општината ќе ја чини 850.000 денари.
Разрушените нефункционални трибини и урнатиот зид на градскиот стадион во Кавадарци ќе добијат ново лице. Имено неодамна беше објавен тендер за набавка на градежни работи за реконструкција на градскиот стадион. Општината процени дека вредноста на истиот би била околу 850.000 денари. Во тек е и тендерот за реконструкција на трибините на градскиот стадион, како и зидање, односно враќање на поднатиот зид на градскиот стадион. А патем речено, кога сме кај фудбалот, еве ексклузивно да најавам дека ГФК Тиквеш со едно друго име во наредните 6 месеци ќе се такмичи во втората лига, фудбалска лига, и покрај договорите и формалностите кои што ги завршивме со ФК Љубенци, во тек се мои интензивни преговори со одредени финансиери и се надевам дека во овој и натамошниот период дека ќе успеам да договорам со бизнис секторот, со Дрекслмајер. Надпреварувањето во повисок ранг значи и многу повеќе финансиски средства. Градоначалникот Панов се надева дека ќе обезбедат околу 2 до 3 милиони денари со помош на бизнис секторот за поддршка на Кавадаречкиот фудбалски клуб кој ќе игра во втората македонска лига. Во текот на првиот ребаланс ќе предложам уште дополнителен 1 милион за ГФК Тиквеш, меѓутоа се надевам дека ќе обезбедам уште 2 до 3 милиона денари финансии кои што заедно со бизнис секторот и надворешни финансиери ќе ги обезбедиме за стабилност на клубот во втора фудбалска лига. Секако тука следи и тренер со А лиценца, меѓутоа ќе следат и купување и привлекување на некои од играчи кои што на времето избегаа од Кавадарци да се вратат назад, па и купување на туџи играчи. Влегувањето на Кавадаречкиот фудбалски клуб во втората македонска лига, кој до полусезоната ќе го носи името Љубенци, е уште еден повод за реконструкција на градскиот стадион. Старите столчиња на северната трибина ќе бидат заменети со нови, а исто така ќе се реконструира и урнатиот зид на градскиот стадион во Кавадарци. Градскиот стадион, кој во неделните спортски попладниња знаеше да собере и по 5000 граѓани, навивачи, љубители на најважната споредна работа во светот фудбалот, наскоро ќе заживее и ќе овозможи нови фудбалски доживувања. Македонски државјанин со иницијали МТ заработи кривична пријава за превоз на опојни средства. Имено на 24 јули лицето се пријавило за излез од Македонија на граничниот премин Дојран. При претресот царинските служби пронашле 35 пакетчиња со непозната зелена растителна материја. Деталите ги има Катерина Нацева. Сакајќи да пренесе опојни средства преку граница, ќе седне на обвинителна клупа во Велес. Основното јавно обвинителство Велес поднесе кривична пријава против МТ, македонски државјанин, кој на ден 24.7.2016 година со товарно моторно возило со македонски регистарски ознаки се пријавил на излез од Република Македонија на граничниот премин Дојран. Лицето на царинските службеници со транзитното ЕЦД пријавил стока метални спирали за душици која превезувал од Република Хрватска за Република Турција. При извршената контрола на товарот во полуприколката од страна на царинските службеници биле пронајдени 2 црни патни торби во кои биле сместени вкупно 35 пакетчиња, 20 во едната и 15 во другата торба, наполнети сите со непозната растителна материја со зеленкаста боја и карактеристичен мирис. По наредба на јавниот обвинител извршено е вештачење на непознатата материја, при која е утврдено дека истата представува опојна дрога марихуана со вкупна тежина од 34 килограми. Осомничениот е предаден на судија на претходна постапка во Основниот суд Велес, кој му одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. Одделението за истраги во соработка со јавниот обвинител кој го води случајот превзема понатамошни мерки и активности за откривање на сите инволвирани во кривично-правниот настан. Вложувањето во инфраструктурата во руралните средини е основна алка со која македонските убавини можат да им се привлечат на странските туристи. Реконструкцијата на патниот правец кон село Орел, Свети Николско, можност за ова село да се впише на мапата во атрактивни локации за одмор и релаксација.
Зголемениот број на туристи во земјава отвара нови можности за развивање на селскиот туризам. Вложувањето во инфраструктурата во руралните средини е основната алка која оди во насока на домашните и странските туристи да им се приближи убавината на македонското село. Реконструкцијата на патниот правец кон село Орел Светиниколско е можност и ова село да се впише во мапата на атрактивни локации за одмор и рекреација. Село Орел му се дава една нова живост, бидејќи многу подобро ќе биде комуникацијски поврзано. Таму направивме и бушотини за вода, најдовме и вода во село Орел. Сега ќе водиме со изработка на проектна документација за селскиот водовод, знаејќи експозицијата на ова село и условите за рурален туризам, значи можеме да кажеме дека сме на вистинскиот пат. Покрај убавините и традиционалната храна која што од нива директно може да се сервира на трпеза, го прави ова село уште поатрактивно. За подобрување на туризмот отворени се и јавни повици за невработените, каде може да добијат обука за туристички водич. Министерката за информатичко општество на средба со амбасадорот на Кралството Холандија. Цената на пченицата оваа година се движи во зависност од квалитетот и изнесува од 6 до 9,5 денари. Вестите од Македонија. На денешната работна средба во Скопје меѓу Министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска и амбасадорот на Кралството Холандија во Македонија Вилем Воутер Пломб, главна тема беа проектите и активностите за реформа на јавната администрација и унапредувањето на состојбите во медиумската сфера. За време на состанокот, Министерката Арсовска-Томовска се осврна на најновиот извештај на Светскиот економски форум за информатичка технологија за 2016 година, според кој Република Македонија се наоѓа на 46-тото место од вкупно 139 земји во светот, со што продолжува позитивното искачување на нашата земја во однос на ИКТ подготвеноста. Двајцата соговорници изразија задоволство од средбата и оставија можност за соработка меѓу ова министерство и амбасадата на Холандија во иднина. Жетвата на пченицата привршува. Годинава се очекуваат 3850 килограми по хектар пченица. Во зависност од квалитетот ќе се движи и цената. Во просек таа изнесува од 8 до 8,5 денари. Според председателот на Асоциацијата на земјоделци Ефтим Шаклев, дел од земјоделците се задоволни, а дел не се. Додека според председателот на Сојузот на земјоделци на Македонија, Велјо Тантаров, мелничарите купија исклучително ефтина пченица, поради што треба да ја намалат цената на брашното и лебот. Владината мерка дополнителни 6000 денари поддршка за хектар ќе може да ја искористат сите чии род е пријавен. Втората мерка пак складирање на вишокот лебно жито во силосите во Прилеп и Жито Вардар со 80% државна поддршка се очекува да ја искористат поголемите производители, финансиски помокните, кои ќе може да го одложат продавањето и да чекаат по висока цена. Најмалку 76 животи земаа поплавите во Судан. Шумски пожар уништи 422 автомобила во Португалија, а пожар има и на еден од Канарските острови. Ова е светот денеска. Пожар уништи околу 1000 хектари земја и предизвика евакуација на најмалку 700 луѓе на шпанскиот остров Палма од групата на Канарските острови, јави ТАС. Пожарот се уште не е угаснат, а според последните податоци во пожарот загина и еден пожарникар. Во борбата со пожарот учествуваат околу 100 лица со помош на хеликоптери и авиони. Локалната полиција соопшти дека е приведен 27 годишен германец, осомничен за предизвикување на пожарот. Во поплавите по обилните дождови што го покрија Суданот зедаа најмалку 76 лица, а илјадници домови се уништени. Поплавите кои не се смируваат веќе неколку дена погодија 13 од вкупно 18 судански провинции, изјави суданскиот министер за внатрешни работи Исмат Абдел Рахман. Водостојот на Нил е на највисоко ниво во последната деценија. Најмногу е погодена источната провинција Касала, каде се уништени 3206 куќи и оштетени 3048 домови.
Шумски пожар уништи 422 автомобили на паркингот на португалскиот музички фестивал под отворено небо Андансаш, пренесува БТА. Полицијата потоа изврши увид на местото, а се уште трае проценката на штетите кои што се очекува да бидат прилично високи. Музичарот Педро Мештра изјави пред репортерите од ТВИ дека возилата експлодирале едно по едно, додека стихијата беснеела на паркингот. Властите соопштуваат дека нема настрадани во пожарот. Тоа се должи на навремената евакуација на околу 4000 лица присутни на фестивалот во округот Порт Алегри. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Максималната температура го достигна 36 степен. Какво време не очекува во следните денови дознаваме од деталната временска прогноза. Ова беше и последната информација за вечерва. Пријатна вечер ви посакува информативната редакција на К1.